Обединетите нации оваа година одбележуваат 79 години од своето постоење, а фокус на овогодинешното одбележување е токму одржливото живење. Годинава, Денот на Обединетите нации, се празнува со 7-дневен предизвик за одржливо живење, но исто така и со повик до граѓаните да промовираат активности за одржливо живење, но и да ја зголемат свесноста токму за климатските промени. Утрово, гостин во Македонија наутро е госпоѓа Рита Колумбија, постојан координатор на Обединетите нации во Македонија. Госпоѓа Рита, добре дојдовте во Македонија наутро. На почеток, кажете ми зошто токму одржливото живење е фокусот на овогодинешното одбележување на Денот на Обединетите нации? Добро утро. Првим ви благодарам за прашањето. Одржливото живење е исклучително важно за сите нас, не само во Северна Македонија, туку и глобално. Во 2015 година 193 земји членки на Обединетите нации се договорија за целите за одржлив развој. Тие се дел од агендата 2030 и ние сме на пол пат да ги оствариме. Целите за одржлив развој се едни од клучните фактори кои што ни овозможуваат да постигнеме резултати. И токму затоа на 79 годишнината од Обединетите нации одлучивме да се фокусираме на одржливиот живот на луѓето во Северна Македонија. Во почетокот на најавата споменав дека ќе имате 7-дневен предизвик. Кажете ми кои се најзначајните теми и активности што ќе бидат опфатени во овој предизвик? Се надевам дека ги следите Обединетите нации на профилите на социјалните мрежи. Ние постиравме за овој предизвик на Facebook и на X и јас исто така учествувам во нив. Некои од предизвиците се, например, да се намали потрошувачката на вода. Следно, да се рационално да се користи енергијата. Трето, да се користат шишиња кои што можат повеќе пати да се употребуваат со цел да се намали користењето на пластика. И во рамките на овој 7-дневен предизвик, сите се еднакво важни. Еднакво важно е да се намали потрошувачката на вода, на енергија, да се намали пластиката и така натаму. Исто така, даваме поддршка и за локалните производители, а не купуваме извозни добра. Во рамките на одржливиот живот исто така влегува и користењето различни видови транспорт со цел да се намали јаглеродниот отпечаток. А мене, ако ме прашате, сметам дека сите се еднакво важни и сите од нас можеме да направиме работи за да придонесеме за животната средина и за климата, да го направиме нашето место на живење попријатно. Јас исто така учествувам во овој предизвик, како што напоменав. Секојдневно користам шишиња за вода што може да се употребуваат повеќе пати, а не се за една употреба и постојано го потсетувам моето семејство и мојата околина тоа да го прават. Но нешто ново што направив, а не сум го правела претходно, е тоа што го намали времето на туширање. Сите се тушираме секој ден и мене тоа ми е омилено време од денот кога можам да си размислам за тоа што ми се случувало. Но кога ќе станеме свесни колку вода само трошиме, сваќаме дека не треба толку долго да се тушираме. И затоа јас сметам дека со мали работи можеме да постигнеме големи промени. Зошто е важно секој од нас да се вклучи во овие акции и со какви проблеми се соочуваме ние овде во Македонија? Со оглед на тоа што пред релативно кратко време дојде во земјава, можам да ви кажам дека има некои проблеми кои што веднаш се очигледни. Например, загадувањето на воздухот. Сега, како што наближува зимата и времето е студено, забележувам дека квалитетот на воздухот не е идеален и тоа е очигледен фактор кој што влијае врз здравјето на луѓето и нивниот квалитет на живот. Следно, користењето на јаглен, например, е исто така проблематично и треба да се свртиме кон пообновливи извори на енергија за да го подобриме нашиот начин на живот. Исто така, треба да користиме и електричен транспорт за да си го намалиме нашиот јаглероден отпечаток и кога станува збор за отпадот, би рекла дека не само вашата, туку и многу земји, дури во развиените земји, има проблеми со намалувањето на отпадот. И земајќи ја предвид големата потрошувачка, очигледно е дека ќе има многу отпад. Исто така, можам да ви кажам дека владите
не можат се да направат во врска со овој проблем. Тие можат да донесат некакви закони, инфраструктурни промени, политички промени и така натаму, меѓутоа зависи од луѓето дали ќе ги следат и дали ќе сменат нешто во нивното однесување за да си ги подобрат своите животи. Каква е улогата на Обединетите нации во однос на промовирање на одржливо живење и какви активности и проекти спроведувате за подобрување на благосостојбата и животот на граѓаните овде во Македонија? Многу тела на Обединетите нации работат на полето на одржливиот живот. И како Обединети нации ние им даваме поддршка не само на владата, туку и на народот во Северна Македонија да ги остварат целите за одржлив развој. Сите 17 цели за одржлив развој се меѓусебно поврзани и се осврнуваат на климатските промени, на отпадот, на водата, енергијата, здравството, образованието и така натаму. Секој од тие фактори е клучен за одржливиот живот. Некои тела во рамките на Обединетите нации, например, работат и на образовниот сектор, ги учат како децата, но и нивните семејства да живеат еден поеколошки живот. И некои организации соработуваат со приватниот сектор за да се донесат соодветни закони со целова да се овозможи. Затоа што и приватниот сектор игра клучна улога. Например, ние, како Обединети нации, имаме еден проект наречен инструмент за зелено финансирање, преку кој организации соработуваат со националните банки и овозможуваат на луѓето да добијат пристапни заеми за да можат да се префрлат на обновлива енергија во нивните домови, а тоа им помага да се пренасочат на тие извори наместо традиционалните. Секое тело во рамките на Обединетите нации во соработка со националните чинители работи на ова поле. Работи на намалување на отпадот, на опасниот отпад, например, на квалитетот на водата и така натаму. И во рамките на нашата програма и рамката за соработка за одржлив развој, сите 18 тела придонесуваат. Госпоѓа Рита, денеска 24 октомври во градскиот парк во Скопје ќе се одржи настан во ваша организација. Што граѓаните, што јавноста може да очекува од тој настан? I don't want to disclose the secrets. Нема да ви ги откријам тајните, сакам да дојдете на настанот. Јас би предложила малку да остане ова завиено во мистерија, но од друга страна пак можам да ви кажам дека не сме тука да ги одбележиме Обединетите нации, туку да ги одбележиме на практиките и дејствата на луѓето во врска со тоа како може секојдневниот живот да се подобри. Сите ние можеме да направиме мали чекори за да овозможиме одржлив живот. На настанот ќе присуствуваат млади луѓе, функционери, македонци, странци и така натаму. Главната цел на настанот ќе биде да се разменат искуства за работи кои што, иако се мали, знаат да бидат многу мотивирачки и стимулирачки за подобар живот. Се надевам дека и јас ќе имам можност денеска да присуствувам на настанот. Госпоѓа Рита, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Разговаравме со госпоѓа Рита Колумбија, постојан координатор на Обединетите нации во Македонија.